Што да се прави кога ќе се пронајде повредено диво животно? Кому да му се јави, каде да се однесе? Оваа дилема не донесе пред многу институции. Чукнавме на многу порти, но и дојдовме до заклучокот дека на земјава итно е потребен центар за згрижување диви животни. На прва, зоолошките градини се чинат како логичен избор, но опасноста од заразни болести и многу други фактори ги прават лошо решение. Треба да постои карантинска зона каде што тоа животно е престојувало, му треба лекување 24 часа нега, му треба постојан надзор за рехабилитација и повторно враќање во природата, а ние тоа го немаме овде во Скопската зоолошка. Да речем, да се најде мечка повредена на пат, ние немаме тука како да ја помогнеме и како да ја сместиме, а тоа се случува и често на нашите патишта. Кога ќе можеме, значи помагаме, навистина доколку имаме можности и капацитет да помогнеме, но во голем број на случаеви ние сме немоќни да помогнеме, бидејќи како што кажав, треба 24 часа нега на тоа животно и треба повеќе ветеринарна грижа, така да ги упатуваме тие луѓе да се обратат или до Македонско еколошко друштво или до некои други невладини организации кои се бават со тоа. Ветеринарите можат да дадат здравствена нега, па во случај да се најде повредено диво животно, треба да се извести некој од нив и да се определи место за изолација. Треба да се информират инспекторатите, но самото чување е проблем. Како логична инстанца која што би можела да даде одговори на нашите прашања, ни се виде Агенцијата за храна и ветеринарство. Во моментот, значи, не постои таква локација, потребно да се определи и обично официјалните ветеринари определуваат одредена локација каде што ќе определат лица кои што ќе бидат надлежни за изолација на тоа животно и лица кои што ќе го спроведат надзорот на тие животни, како и пружање на ветеринарни прегледи и третмани на повредените животни. Ваков центар е исклучително значаен од аспект на појава на природни катастрофи, каде што може да бидат загрозени и дивите животни. Минатата година имавме пожари, од аспект на климатските промени актуелни се поплавите и сушите и пожелно е вакви прифатни центри да постојат за дивата популација. Македонија е меѓу последните земји од регионот без ваков центар. Некои имаат и по повеќе капацитети. Ова доведе до лутање, институционално префрлање на одговорноста, но и до парадоксални ситуации, кога цариниците и полицијата ќе спречат шверц, ќе поднесат пријави, но животните нема каде да се чуваат се до завршувањето на судскиот процес. Има многу случаеви, разни видови на животни кои што биле запленети и надлежните институции немаат решение. Сите лутаме, државата има штета, запленатата роба ќе угине, не може да се врати. Не е само полицијата тука, во такви ситуации се наоѓаат царинските служби, понатака граѓанските иницијации, невладиниот сектор, совесните граѓани, ловците кои што во природата, екологистите ќе најдат повредено животно, хуманиот пристап на дело и го носат лево, десно. И све тоа случува инцидентно, дали зоолошка градина Скопје, дали Битола, дали некои здруженија ќе се обидат преко можеби ветеринарни друштва да привремено најдат некакво чаре и тоа е све импровизација. Стандардот вели, треба да има центар за згрижување на животни. Кога имаме случај на нелегална трговија со диви животни, Министерството за внатрешни работи постапува согласно кривичниот законник и се поднесува соодветен поднесок до надлежното обвинителство. Се разбира, во исто време се известуваат и Министерството за земјоделие и Агенцијата за храна и ветеринарство за преземање на животните. Министерството за животна средина изработи студија за прифатниот центар за диви животни. Пари ќе се бараат од европските ИПА фондови. Се подготвува и нов закон со кој што точно ќе се дефинира која институција за што е надлежна.
Сега адхок решение се зоолошките градини, благодарение до нив што ни излегуваат во пресрет и на некој начин ги изгрижуваат овие животни до одреден период, но како што кажа, согласно препораките и примерите од други држави, нашата тенденција е да отвориме посебен центар за згрижување, каде што соодветно ќе се третира и ќе се обезбеди соодветна благосостојба на дивите животни при нивно згрижување. Согласно законската легислатива, Државниот инспекторат за животна средина, Државниот инспекторат за ловство, како и Државен ветеринарен инспекторат треба да се обратат доколку се најде некое повредено животно во природа, а они согласно легислативата соодветно ќе постапат. Проблемот низ годините станува се поизразен, затоа што во пораст се случаите на ловократство и шверцот со екзотични животни, како папагали, рептили, змии. Малото лавче Симба, со кое што несовесни граѓани се фалеа на социјалните мрежи, требаше да го вклучи алармот кај институциите, но и покрај тоа, прифатниот центар за диви животни, каде што би се згрижувале запленети, повредени или млади единки до моментот кога повторно треба да се вратат во природа, засега останува само на хартија.